Добар ден или добро вечер, заменик министер Кемалич. Мене ми е навистина жал што го преседовте денот овдека, меѓутоа ни вие, ниту еден представник од мнозинството не се уважи да го представи кандидатот за обвинител Лупчо Коцевски. Сега не знаеме ни каде е сивито, ни кој е овој човек воопшто. Ова, почитувани, како и гласањето на уставниот судија претходно, не е проформа и наивен избор на лица, како, например, локална пилјарка. Се работи за бирање на многу битни функционери со мандат од 4 до 8 години. Каде е тоа мнозинство кое што се бори за правда и мир? Нема мод мнозинство во оваа сала во текот на целиот ден. Како да сте добиле некоја команда, па ќе се прибирате сите овдека кога ќе треба да се гласа. Ама никој не образлужува за кого пред тоа ние дискутираме и кого ќе гласаме овдека. Битно е 61, нели? Во име на давање на coverage за целокупниот криминал од 7 години, така? Ќе наместиме суди и обвинители и понатаму ќе се покриваме за криминалот кој што го спроведувавме 7 години. Заменик министерке, не туку не слушајте, реагирајте на било каков начин. Овдека се зборуваше пред 7 години многу за правда и мир. П немате од правда и М немате од мир, и тоа се и меѓународните извештаи кои што се на ниво на резил. Како странците да се обидуваат повеќе да не штитат од самите себе. Резил од држава и резил од систем. Банкротиран никаков систем. Ги издробивте институциите. И сега од криминалот со кој што се напумпавте ќе може да чекаме 61 само за гласање без да образложиме зашто и за кого станува збор овдека. Треба да се договорите меѓусебно, колеги од мнозинството, дали воопшто сакате држава. Се повеќе изгледа дека вие не сакате држава. Вие сакате да се товарите и така во циклуси од 4 до 8 години, нели ВМРО режимот ово оно, ќе се товарите пак, ќе си бирате обвинители, суди, ќе ги местите на функции за да нема држава, за странците да ни кажуваат кои ни се поените, дали сме 0 или 0.1 во раст на било каква позиција, и имаме јавно мислење за 1% доверба во обвинителството. 1% доверба. Во превод, нема доверба ниту во вас, ниту во обвинителството. Сега честитки за храброста на господинов кој што се нафаќа да биде обвинител. Заменик министер исто така да ви известам, како и целокупната јавност, дека извештајот за работата на јавните обвинителства на Република Македонија во 2022 година, изготвен во јули 2023 година, во 2024 се уште не е разгледан во собранието. Не е разгледан. А во него се зборува за тоа како во 22 година основните јавни обвинителства во држава постапиле против вкупно 41.266 сторители на кривични дела, од кои што ново примени биле пријавени против вкупно 27.845 сторители на кривични дела. И вели, ова се должи најмногу на вонредно високиот прилив на предмети во претходните 2 години како резултат на кривично дело непостапување според здравствените прописи за време на епидемијата. Ама ова, впрочем, и пред да пукне ковид кризата и онколошкава криза, нели? Па заради тоа имаме намалување на случаите. Затоа што не се знаеше ништо за онкологија, затоа што се заткриваат работи. Заради тоа што обвинителството е глуво, немо, не слуша, не гледа, никој ништо не зборува. Вели, прекинот на приливот на вакви предмети резултираше со општ пад на бројката на новопримени кривични пријави. Од тие причини најголем пад во бројот на новопримени кривични пријави се регистрирани токму во кривичните дела против здравјето на луѓето. И повторно, пред да пукне онкологија, а да не збориме за хематологија, да јавна тајна, за детска клиника, за неврологија, за гастрохепатоентерологија, за битовска болница, само во тој сектор, само во здравство, понатаму ќе видиме за другите. За сметка на тоа, вели, одреден раст има во постапките кои се однесуваат на кривични дела против животот и телата и од областа на имотниот криминал. Ајде, имотен криминал. Сме чуле нешто вакво во последниве 2 години? Во основното јавно обвинителство е за гонење на организиран криминал и корупција. Бројот на пријавени полнолетни сторители во 22 година е зголемен за 11% во однос на 21. И овој извештај 22 кон 21 година, во 24 уште не е разгледан. Ама господинов ќе сакал да биде јавен обвинител. На вакви бројки. Состојбата со пополнети и непополнети јавно обвинителски места согласно одлуката е следната, ова е официјален документ, и варира со мањак од 30 до 70%, оптимум мањак од 66,4% на јавно обвинителски кадар. Што значи дека во просек еден јавен обвинител во текот на годината треба да процесира 170 нови предмети, без да ги разгледуваме старите. Значи, mission impossible. Нема кадар човекот со кој што ќе раководи. Што се однесува до пополнетоста генерално на сите профили во службата,
Пополнети се вкупно 34% од кадарот кој што е потребен за јавно обвинителство да функционира. Нити има обвинители, нити има кадар. Па мајка Тереза да беше не може да функционира. Долгови варираат од 30 милиони, 90 милиони, 100 милиони, 150 милиони и така натаму низ годините, со тоа што бараните пари кои што ги прима оваа институција во 22 година биле намалени за 8,33%, а не постигнуваат ниту 50% од она што му е потребно на јавното обвинителство да функционира, за да не караат странците и стратешките партнери дека не бидува и цутимо во криминал и корупција и немаме држава бидејќи немаме институции. Ама ќе викаме правда мир на секој 4 до 8 години за товарење на магариња. И конечно, од буџетот во 22 година 1.802.568 денари или пак 2,5 пати поголема сума се дава на струја. Луѓето парите што ги добиваат во обвинителство се за да си платат сметки за струја. Нема кадар, нема јавни обвинители, нема помошен кадар, немаат пари, немаме сиви на човекот, секоја чест. Навистина храбро. А во меѓувреме Јовевски не одговори за тоа како полицајки беа удрени од камиони, како се деси Бесатранс, како се деси Тетовска болница, како се десија еден куп работи во врска со криминал и корупција за кои што добивме негативна оцена. Да беше тука господинот јавен обвинител или кандидат за јавен обвинител, мнозинството ќе се собере да си гласа, као пилјарка да си гласаме локална, на крајот ќе му постават две прашања. И со тоа ќе знаат за каков човек станува збор. Првен е колку му се допаѓаат Луи Витон ташнички. А второто прашање е што мисли за во 6 пред СЈО. Од тој момент више ние немаме јавно обвинителство. Кршењето на уставот, првен тука со гласање на Талат Джафери пред 2 мандата со кривање на дупли рачиња, а понатаму и со вон уставното СЈО, кое што заврши со Луи Витон, па го враќавте во ЈО, превте циркус од држава. Само сакавте да товарите магаре. Ни П од правда, ни М од мир. И едвам чекам да дојдат избори. Благодарам. Благодарам. Следна за збор е пратеничка